Договорот од Преспа на балансиран, праведен и корисен начин ги решава прашањата што предизвикуваа сомнежи и поделба меѓу Македонија и Грција, вели портпаролот на грчката влада Димитрис Дзанакопулос. Во интервју за агенцијата АНА МПА, тој вели дека доставените предлог амандмани и последните изјави на премиерот Зоран Заев го потврдуваат овој став и ги уриваат позициите на Киријакос Мицотакис и неговата Нова демократија. Според Занакопулос, ратификацијата на договорот од Преспа им служи на интересите на Грција и поширокиот регион и е убеден дека истиот ќе добие подршка од мнозинството во грчкиот парламент. Врз основа на изразените ставови за ова прашање, јасно е дека договорот од Преспа собира апсолутно мнозинство од вкупниот број пратеници и јас сум сигурен дека прогресивните политички сили и прогресивните пратеници, независно од разликите што може да ги имаат со владината политика, нема да ја остават оваа историска можност неискористена. Во меѓувреме, додека се чека гласањето на амандманите во македонскиот парламент и ратификацијата во грчкиот законодавен дом, на 10 и 11 јануари во посета на грчката престолнина ќе биде германската канцеларка Ангела Меркел. Според најавите, таа ќе оствари средби со премиерот Ципрас, председателот Павлопулос и шефот на опозицијата Мицотакис, а со нив ќе разговара и за поддршката на договорот од Преспа. Не можам да предвидам дали канцеларката ќе разговара за ова прашање во Атина. Меѓутоа, принципиелно можам да кажам дека германската влада решително го поздравува договорот и продолжува да се надева дека овој децениски судир конечно може да се реши. Сега мора да ја чекаме уставната ревизија во Скопје и ратификацијата од парламентот во Атина. Грчкиот премиер Алексис Ципрас сака со апсолутно мнозинство да докаже дека Сириза не е сама во имплементацијата на преспанскиот договор и дека има поддршката од другите партии. Тој се надева на поддршки од пратеници на националистичката партија и партнер во владата Независни Грци, иако очекувањата за лидерот Панос Каменос се или да гласа против, или тој ден воопшто да не се појави во собранието.